Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Американската влада најави кратење на буџетот за одбрана од речиси 500 милиарди долари во следната деценија. Но што велат експертите за ваквиот чекор? Синоќа дебата на републиканските председателски претенденти во Флорида, имиграцијата и Израел беа најжешки теми. Еве ги најновите вести. Американската влада најави дека ќе побара од Конгресот да ги намали копнените сили за 100.000 како дел од планот за кратење на буџетот за одбрана за речиси 500 милиарди долари во следната деценија. Секретарот за одбрана Леон Панета најави дека за буџетот за 2013 владата ќе побара 525 милиарди, 6 помалку од оној за годинава. Но експертите велат ефектите од кратењето ќе бидат далеку помали отколку што наликува. Ралф Коса од истражувачката организација Пацифик Форум коментира дека предложените кратења се во планираните, а не актуелни трошоци. Четворица преостанати републикански кандидати за претседателските избори синоќа на ТВ дебата во Флорида разменија остри тонови за имиграцијата и за Израел. Мит Ромни побари извинување од Њут Гингрич откако беше обвинет за антиимигрантски ставови. Гингрич рече дека Ромни се залага сите илегални имигранти да заминат од земјата. На тема Израел, Ромни и Рик Санторум го критикува председателот Барак Обама, кој побара од Израел да запре со изградбата на доселенички населби на земјиште, што се очекува да биде дел од идната палестинска држава. Владени представници интензивно работат да го убедат Египет да не спречува неколку американски државјани да заминат од земјата, соопшти представникот. Петмината американци, вклучувајќи го и синот на секретарот за транспорт Реј Лахуд, според портпаролот Викторија Нуланд биле во меѓународни невладини организации кои работеле на поддршка на египетските избори. Твитер најави нова технологија што ќе овозможи цензурирање на пораките во зависност од земјата во која се емитуваат, за како што тврди да ги почитува бројните закони на оваа тема ширум светот. Ова е во голем контраст со ставот на Твитер од пред 3 години, дека твит пораките мора да течат, без оглед на се. Кралот на поп музиката беше овековечен на плочникот на бесмртните во Холивуд. Тоа го сторија неговите деца Принс, Парис и Бланкет, кои направија отисок од ракавицата и чевлите од Майкл Джексон. На настанот се собраа многу звезди: Џастин Бибер, Крис Такер и Смоки Робинсон. Иако припадниците во американската армија се мал сегмент од севкупната популација во САД, стапката на невработеност на воените ветерани е далеку над просекот на национално ниво. Приближно 12% од ветераните од војните во Ирак и во Афганистан се без работа, споредено со 8,5% од сите американци. Овие ветерани чекаат на својот ред на саем за вработување. Некои се уште се во активна служба, како Ернест Писоња, стациониран во Афганистан. Зависно од тоа дали ќе најде работа на саемов, тој или ќе продолжи со служењето во армијата, или пак ќе побара да биде разрешен. Имам познавање за компјутери и телефони, ќе видам што се нуди. На саемот учествуваат околу 50 компании. Майкл Сорентино служел 12 години во армијата. Ја загубил работата во градежништвото во 2008 и од тогаш бара постојана работа. Неодамна добил помош од службата за вработување. Америка работи. Не ти наплаќаат за услугите, ниту ти испрашуваат. Им праќаш резиме. Ако немаш костум и чевли, ќе ти обезбедат. Ќе те подучат како да се однесуваш на интервјуто за вработување. Америка работи, има канцеларии во неколку градови и добива поддршка од владата. Ветеранот Френк Грин не само што е без работа, туку и без дом. Кога барам работа, не кажувам дека живеам во прифатилиште за бездомници, но ако ме прашаат, не лажам. Тешко е да се најде работа, има голема конкуренција, но не се откажувам. Јас сум борец, ќе преживеам. Ли Бобс, извршна директорка на Америка работи, говори за транзицијата на ветераните во цивилниот живот. Тие не знаат како да се подготват за работа во приватниот сектор, од соодветен начин на облекување, па се до тоа како да го искористат армиското искуство за дејности што се нудат на пазарот за вработување. Со оглед дека илјадници ќе се вратат од армиските должности во наредните години, прашањето е дали за нив ќе има работа кога ќе дојдат дома.
Електронските книги, зборовите што се појавуваат на монитор, а не на хартија, го изменија начинот на кој многу луѓе читаат. Дигиталните книги го менуваат и начинот на учење. Во близина на Вашингтон, околу 175.000 ученици од основните и средни училишта во општината Фолс Чрч користат материјал преку интернет. Учителот по историја Лук Роса влегува на час со количка полна со лаптоп компјутери. Годинава јавните училишта во општината Ферфакс ги заменија хартиените учебници со оние на интернет за предметот општествени науки за основно и средно образование. Заменик управникот на јавните училишта во Ферфакс, Питер Нонан, ја дава причината. Нашите ученици станаа технолошки вешти и подготвени за информации од разни извори. Ги потенцира предностите. Ваквите учебници може да се обноват без препечатување, а тоа носи голема заштеда. Хартиените учебници ја чинеле општината $8 милиони, електронските нешто под 6 милиони. Учениците имаат различни мислења за промената. Не морам повеќе со себе да ги носам учебниците. Не ми се допаѓа затоа што интернетот понекогаш не функционира. Но што со 10% од учениците во општината кои немаат компјутер или пристап до интернет? Стивен Кастилјо е еден од нив. Одам во јавна библиотека или кај другарите кои имаат интернет. Покрај тоа, овие деца може да учат на компјутерите во училишната лабораторија по наставата или пак во компјутерските клубови, што за оваа намена ги основа општината. И други општини во околината на Вашингтон ја разгледуваат можноста да воведат интернет учебници. Поради се поголемиот број на деца на училишна возраст кои имаат проблеми со дебелината, но и на оние кои живеат во сиромаштие и се гладни, американската влада најави нови правила за поздрави оброци во училиштата. Во промовирањето нова идеја предничи првата дама на САД. Не пропуштајте емисијата во понеделник. Во понеделник во News Flash, нешто повеќе од пица. Похранливи оброци во училиштата и инвестиција за поздрава младина. За ова во понеделничкото издание на News Flash. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме в понеделник.